Поздрав на сите, здраво, недела попладне во серијалот Либерално кон Европа на Либерално-демократската партија. Овој ден, односно овој викенд е посебен затоа што во Скопје требаше да се одржи Скопје Прајд, односно викендот на гордоста, кој што не можеме да го држиме во живо. Меѓутоа, еве неделно попладне, заедно со нас се пратеничката во собранието на Северна Македонија, Јулијана Николови, подпредседателка на ЛДП, Амар Боранчич, подпредседател на Либералната партија од Црна Гора, и Катерина Димовска, генерална секретарка на Либерално-демократската младина. Здраво, дали е конекцијава добра, дали сме сите добри? Одлично. Да, супер. Одлично, супер. Значи, драго ми е дека сме собрани, бидејќи овој викенд е навистина во знакот на виножитото. Требаше да се одржи Скопје Прајд овој викенд. Меѓутоа, заради коронавирусот, знаеме дека сите настани се одложени, нема настани кои што се масовни, каде што има голема посетеност, на наместо тоа Скопје Прајд оваа година се одржува виртуелно на интернет. Впрочем, Скопје не е ни исклучок, тоа се случува секаде во целиот свет. Вчера, можеби најголемиот дел од вас и го проследивте на интернет, се одржуваше виртуалниот Global Pride со вклучување од сите делови на светот. Многу убави пораки, многу позитивна енергија. Да беше ситуацијата нормална, веројатно во Скопје ќе се одржеше овој викенд парадата на гордоста. Минатата година во исто време во Скопје поворка со голем број на луѓе, неочекуван број на луѓе, би рекол, многу позитивна енергија, многу насмевки. Јулијана, ти беше таму и како граѓанка, меѓутоа и како пратеничка во собранието на Северна Македонија. Кажи ми, зошто толку насмевки, зошто толку позитивна енергија на таа парада минатата година? Зошто е таа толку важна? Прајдот видовме лани една неверојатна настана, неверојатна прилика каде што многу убави, добри, насмеани луѓе се собираат на место и тоа е на еден начин символ на борбата, на вредностите, на постоењето на ЛГБТ заедницата. Подсетување на она што е постигнато, но и она што допрва треба да го постигнеме во борбата што е пред нас. Прифаќање и славење на она што навистина сме како луѓе сите. Гордост, да се биде горд на она што навистина човекот е и она што се залага. Сите луѓе таму беа собрани за да покажат дека никој, ама апсолутно никој нема право да ни каже како да се чувствуваме, дали да се чувствуваме гордо или посрамотено. Напротив, сите луѓе таму беа многу горди, среќни и насмеани. Не сум доволно вешта со зборови да ја доловам атмосферата, то треба човек само да присуствува, да види каква енергија се шири и колку е убаво да се присуства на такви луѓе. И дополнително што една димензија сакам да истакнам. Прајдот има повеќе леери, повеќе слоја на прајдот. Таму се наоѓаат сите луѓе што ги слават различностите. Не исклучително за ЛГБТ, иако тоа е корот, односно јадрото на се што се случува. Секој човек кој што на некој начин ја поддржува различноста, ја слави, е горд поради тоа што е, беше таму. Како да кажам, тоа беше собир на добри луѓе. Најдобрите што ги имаме тука. Морам да кажам дека имаше и политичари, и луѓе од другите држави кои дојдоа на поддршка, бидејќи се пак се работеше за прва парада од овој тип. Имаше луѓе од дипломатскиот кор, од политичкиот естаблишмент, значи навистина видовме дека има расположение, свесноста е на високо ниво и за жал годинава не успеавме како секада во светот да го направиме, до година се надеваме дека повторно ќе бидеме дел од сето тоа. Одлично, почнуваме значи со супер енергија во Скопје овој викенд. Амар, благодарам што си со нас. Амар, хвала ти што си с нама. Хвала ти што нас разумиеш на македонски. Супер е дека си поврзан со нас од Црна Гора. Црна Гора на нас македонците ни е како мајчина земја, речеси. Ја имаме толку блиска, менталитетот е толку близок, кога сме во Црна Гора не можеме да не се чувствуваме како дома. Но Црна Гора е неколку години пред нас во овој поглед, во однос на славење на различностите. Црна Гора уште пред некоја година започна со организирање на парадите на гордоста. Морам да истакнам сеогаш начело на поворката со либералите од Црна Гора,
твојот лидер, председателот на партијата и пратеникот Андрија Поповиќ секогаш е напред, и на почетокот не беше лесно, на почетокот имавте доста проблеми, меѓутоа тие паради стана, да кажам, прифатени во Црна Гора. Или барем таков е впечатокот кај нас во Македонија. Каква е состојбата сега кај вас? Како е прифаќањето на различностите во Црна Гора? Микрофонот. Уклучи микрофон. Izvini. Hvala tebi što si mi dao priliku da se danas ovdje uključim sa vama i da neđe ovako napravimo uporedno iskustvo Crne Gore i Makedonije kao dvije države koje imaju identičan put, koji je NATO, Evropska unija i tako dalje i tako dalje. Neđe naše iskustva mogu da budu korisna i makedonska Crnoj Gori i crnogorska Makedoniji. Ja se isto tako nadam da će me vaši pratioci razumjeti na crnogorskom jeziku i mislim da neće biti problema, mi se razumijemo dobro. Ono što si rekao, upravo si, u početku je to bio veliki izazov, ali taj hod koji je napravila Crna Gora nam pokazuje da je važno probiti led. Dakle, važno je napraviti prvi korak. Crna Gora je prije samo 8 godina, dakle 2012. godine organizovala prvi Montenegro, zapravo 2013. izvini, organizovala prvi Montenegro Pride. 2012. godine je krenula čitava priča oko LGBT ljudskih prava u Crnoj Gori, već naredne godine smo napravili prvi Montenegro Pride u Crnoj Gori. Naravno, predsjednik Liberalne partije Andrija Popović i rukovodstvo Liberalne partije zajedno sa Samujom Malenkošću je bilo prisutno na tom Prideu. I mogu da ti kažem da je odista onako bilo neprijatnih scena, policija morala da reaguje, bilo je huliganskih grupa i slično koje su pokušavale da naprave neki nered. Međutim, već sljedeće godine toga nije bilo. Treći Pride nakon toga mi smo bez problema napuštili sami skup i praktično pješke prošetali kroz grad do svojih kuća. Dakle, nije bilo nikakvih problema. Da ne pričamo o potonjem Prideu koji se prošle godine održao u Podgorici, na kojem nije bilo apsolutno nikakvih problema, čak su i policijske snage koje obezbeđuju taj Pride svedene na minimum i tako dalje i tako dalje, i čak i istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je mnogo veći nivo prihvatanja LGBT osoba u Crnoj Gori od strane građana. Takvo iskustvo nama pokazuje da je važno imati političku volju i napraviti prvi korak. Važno je da naglasim da je crnogorska vlada, a to je isto tako i vlada u kojoj je LDP Makedonije participirao, imala političku volju da takve stvari gura i takve stvari promoviše. I veoma je važno da i liberali budu taj faktor u vladama regiona koji će da gura takve stvari, jer liberali kako i u Makedoniji, tako i u Crnoj Gori nijesu neko ko je pravio kompromise sa onim što su naša ideološka i programska usmjerenja. Ja vjerujem da će to tako ostati. Ova današnja konferencija mi govori u prilog tome. Dakle, prva poruka onako sa ovog uvodnog dijela, da bi nastavili dalje pa u nastavku možda i razrađivali ovo što je naša današnja tema, jeste da je potrebno da budemo hrabri, da napravimo prve korake i da će se nakon toga stvari odvijati nekim svojim prirodnim tokom. Crna Gora je dokaz za to. Poslije samo 5-6 godina od prvog Pridea mi nemamo nikakvih problema i Crna Gora je danas evo na pragu i da usvoji zakon o istopolnim partnerstvima. O tome ću više govoriti u nastavku. On je u Skupštini Crne Gore, dakle, treba da se izglasa. Ja vjerujem da tu neće biti problema. On je već jedan krug prolazio, gdje je falilo možda 1 ili 2 poslanika do većine za podršku tom zakonu, ali su već poslanici Socijaldemokratske opozicione partije iskazali spremnost da podrže u drugom krugu taj zakon i mislim da je to gotovo izvjesno će se desiti u skorije vrijeme u Crnoj Gori. Hvala ti da nas razumiješ, Amare, takođe. И сепак рековме викендов е за славење на сите различности, па и плурилингвичноста, односно можноста да се изразуваме на повеќе јазици. И Ката е со нас, Ката е генерална секретарка на Либерално-демократската младина, која што е сигурно најпрогресивен подмладок или најпрогресивна политичка организација во Македонија. Вие одамна водите кампања под темата Љубов е љубов, која трае известно време, па колку што успеав да следам на интернет, дури и за време на карантинот, односно кога беше најголемиот дел од она затвореност од дома, вие не запревте, продолживте да ја водите таа кампања Љубов е љубов, не само во текот на месецот на гордоста или за време на неделата на гордоста.
Мислам дека и логото го сменив тако, ако не се шалам, и ако не грешам на Facebook. Зошто е толку таа тема важна за тебе или за либерално-демократската младина? Здраво на сите. Пред се сакам да се заблагодарам што имам можност да дискутирам со Амар, кој што е мој многу драг пријател, и исто така и Јуле. Па кампањата Љубов е љубов ние започнавме уште во февруари за денот на љубовта, 14 февруари. Дојдовме до идеја дека нели можеме да направиме нешто со кое што ќе дадеме осврт на тоа дека не се влюбени само оние кои што се стрейт парови, нели? Влюбени се и останатите луѓе. Сакаме да потенцираме дека љубов е љубов. Имавме направено пораки со кои што ги делевме низ центарот на градот. Пораките беа во насока на тоа дека можеме да сакаме кого сакаме, да не осудуваме. Замислете колку е апсурдно да осудуваме некој само затоа што сака да го живее својот живот. Замислете колку би било убаво ако можеме да направиме нешто со кое што ќе смениме барем на еден да му го подобриме животот, нели, а камоли на поголема група на луѓе. После таа кампања, кога видовме дека има позитивен фидбек од јавноста, тоа логото Љубов е љубов не дојде спонтано некако, не ни беше планирано нешто да го тераме или не ни беше планирано од почеток, ајде сега ќе чекаме нели месецот на Прајдот па да го водиме тоа, него едноставно се некако ни дојде спонтано со оглед на околностите што беа, нели кога почна кризата во карантинот. Малце дискутиравме со младите, па заклучивме дека луѓето од ЛГБТ заедницата се дискриминирани по однос на тоа што не ги опфаќа законот за семејно насилство, нели? А сите знаеме дека во периодот на карантини, во седење дома, во Македонија процентот беше зголемен. Па дојдовме до една идеја за денот уште во мај. Значи ова кампања терам од февруари, веќе 4-ти месец, така некако му доаѓа. Дојдовме до идеја да направиме како да дадеме порака во време на пандемија. Па така изготвивме маски со логото Љубов е љубов. Еве ги. Искрено и тоа имаше позитивен одек во јавност и мислам дека бевме први кои што направивме маски со порака. И се сеќавам кога првпат ја ставив маската, луѓето така се вртеа кај мене. Прво не ми беше јасно дали ме гледат заради логото, меѓутоа очигледно им било чудно, пошто негде на почеток уште кога не беше во тренд да се носи маска со порака. Да, Љубов е љубов, Лидем ќе продолжи ова да се го тера како кампања за без дискриминација и ќе видиме што се може да направиме во иднина. Значи, навистина убава порака и како што кажа ти, ако може да се направи, да се изменат работите во државата, законски и воопшто во менталитетот, барем еден да има посреќен човек или па цела заедница, тогаш би било тоа фантастично. Јуле, и ти за тоа неуморно работеше 3 години во собранието, самата виде што значи да си малтретиран, да си измачуван, да си напаѓан, да си дискриминиран. Полиција мораше да те чуваш само заради твоите политички убедувања, а не затоа што си родена на одреден начин. Борбата за човекови права е навистина важна и мора да продолжи од секој аспект и таа е есенцијална за нас либералите. И токму во собранието во кое што ти беше активна, направивте интерпарламентарна група, успеавте да го смените законот за заштита од дискриминација, да ги внесете луѓето од ЛГБТ заедницата, односно да ги внесете луѓето кои да бидат заштитени согласно нивниот сексуална ориентација или родов идентитет. Па ја ратификувавте Истанбулската конвенција, која што беше многу важно, но некако пред месец дена Уставниот суд не врати назад, не разочара, не од политички, туку да бидам искрени, од процедурални причини. Што сега? Што понатаму? Да, би го прескокнала оној дел за нашиот личен ангажман во смисла на тоа колку ние бевме и напаѓани. Примерот како од вербален напад, кога некој постојано вели предавници, тоа всушност е повик на линч. Колку треба да внимаваме во тој дел. Сето тоа би сакала малку да го оставам на страна, би зборувала повеќе во делот на нашите активности за помош и поддршка на ЛГБТ заедницата. Значи, морам да споделам на кратко, на почеток почнавме 6 луѓе бевме, 6 пратеници кои што формиравме групата за поддршка на ЛГБТ.
И морам да кажам дека беше многу интересно за останатите колеги кои што не се толку блиски. Знаете новие простори, Западен Балкан, тука е табу сексуалноста, а не пак хомосексуалност. Знаете, секогаш пристапува колега. Зашто ќе е тоа важно? Слично нешто на она кате што го носиш маска. Зашто ќе е тоа важно? Тоа сакате да ме прашате дали јас сум припадник, дали само затоа сум активист. Сето тоа ќе го оставиме на страна, се формиравме, почнавме со работа. Иако на почеток бевме сватени онака како не многу сериозно, ја наметнавме темата во самите кулуари собрани, веќе почна да се зборува за тоа. Почнавме 6 луѓе, на крај стигнавме 16, 17, не сум сигурна, дори пристапија и луѓе со конзервативен бекграунд, што е навистина огромен исто. И сега во делот на законот за дискриминација, секогаш тука малку ќе се издишам после сето ова што се случи, требаше голем труд. Многу преговори пред се поддршка од самите невладини организации кои учествуваа заедно со Министерството, заедно со пратениците кои работеа. Понатаму требаше многу лобирање во однос на колегите, во однос на и председателот на собранието, притисок да се стави на дневен ред на седница, лобирање кон колегите да го поддржат и така натаму. Разговаривавме со Венецијанската комисија, кои што беа загрижени како тој закон ќе се имплементира, дали имаме можности да го проведеме сето тоа. Не е нешто кој знаше за заборлено. Значи, ние вметнавме сексуална ориентација и родов идентитет. Среќна нова 49. Мислам, тоа не е ништо посебно, меѓутоа е многу голем исчекор во однос на сето она што беше минато. Јас повеќе би нагласила дека многу важен дел беше Комисијата за заштита од дискриминација, која беше ужасно нефункционална сите овие години назад, кој што начело го имаше најголемиот дискриминатор во Македонија. Знаеме господинот, сега да не го именувам тука. Значи, само за илустрација, таа комисија, еве за која година 2017 имам тука, добила 6 преставки во однос на ЛГБТ нарушување на или дискриминација. Од тие 6 утврдила само кај една дека утврден говор на омрза, кај 3 не утврдила, а кај 2 истекол и рокот. Можете мислите колку била функционална, додека Совет на етика на медиумите и сите 6 утврдува дискриминација. Многу беше важно овој дел да ја консолидираме работата на оваа комисија, меѓутоа за жал, ето, тука прифаќам лична вина, како и на колегите, иако ние, јас не можам лично се да кажам, другите колеги укажаа на тоа дека процедурата при донесување не е до крај запазена, меѓутоа бевме убедени дека така е, согласно залогникот, службата за журналисти. Тоа видовме што се случи, Уставниот суд ја поништи. Сега, што значи следниот состав? Доколку сака да покаже дека води сметка за човековите права, мора да донесе закон најмалку како овој што беше до сега. Јас верувам дека ќе се окребат и најдат силно да донесе уште по-прогресивен закон, кој што ќе опфати и нови делови кои што ќе носат уште поголеми придобивки за ЛГБТ заедницата. Но, еве, да се надеваме дека и овој истиот ќе биде донесен со одредени корекции, конечно да профункционира таа комисија за заштита од дискриминација. Така во секој почеток од тежост мораме постепено да одиме напред, но и поголем исчекор не би бил на штета. Да, знаеме дека не беше лесно. Впрочем, и како што самата истакнуваш да беше лесно, немаше да има проблем околу вкупниот број на пратеници кои што ќе го изгласаат законот на крај. Така да мораме да бидеме искрени и да си признаеме на себе си дека работите ги буткаме, да, се трудиме, даваме се од себе, меѓутоа, како што кажа, не е толку лесно. Иако некои работи ги буткаме навистина многу долго, кате ти не ни беше тогаш членот од Младокот, меѓутоа си дел од тој најпрогресивен подмладок во Македонија. Во 2007 година, значи пред 13 години, во програмата на Лидем има ставено дека се залагате за усвојување на закон за дискриминација, за утврдување на ефикасни механизми за спроведување на законот за недискриминација, токму ова Јула што го кажа, комисијата, односно значењето на функционална комисија, но исто така имате во вашиот предлог од 2007 година дека Лидем е како прва организација во Македонија која што кажува дека ние сме за признавање на правото истополовите двојки да имаат, односно да можат да формираат трајна животна заедница. Значи, Јуле вели дека
новиот собраниски состав треба да оди понатаму? Мислиш дека новиот собраниски состав треба да биде уште по-прогресивен од минатиот? Да, точно така, се сложувам, меѓутоа има еден генерален проблем во нашата држава, каде што многу заложби за жал остануваат на хартија. Сега јас искрено се надевам дека во иднина, поготово сега, кога Лидам има кандидатка за пратеничка, Моника Зајкова, се надевам дека ќе успееме заедно сите да направиме некои промени. Меѓутоа, тоа да не биде само на хартија, сакам да споделам една случка со вас. Пред неколку години на семинар со еден мој пријател од Хрватска ме прашува дали ако вие ме вика, нели како Лидам, предложите ми вика закон за истополови бракови ме вели. Дали тоа ќе биде само затоа што за да добиете гласови или затоа што вистина сакате? Сега сакам да упатам дека не е поентата за добивање или недобивање на гласови. Поентата е дека тој закон стварно треба. Ние како Лидам, мене не ми е битно дали ќе добиам или ќе изгубам, мене ми е битно секој поединец да е среќен во ова општество. Ние како Лидам во иднина ќе се залагаме за кревање на подигање на свесноста, нели, за недискриминација, бидејќи секој поединец во ова општество е важен, поготово сега во овој период, како што напоменав и прега и пред малце, кога имаме кандидатка за пратеничка. И исто така се сложувам со Јуле, очекувам новиот закон или старо новиот, како и да го наречеме, кој што треба да биде изгласан како што е со законски да е изгласан како му доаѓа тоа. Да очекувам да биде уште по-прогресивен и се надевам дека ќе бидат отворени новиот собраниски состав за предлози од младите и од останатите лица. Амар, значи, слушаш, во Македонија не е лесно. И ти кажа на почетокот дека во почетокот секогаш треба многу повеќе енергија и дека работите одат многу полесно понатаму. Меѓутоа, да не забораваме, во Македонија, си доаѓал, знаеш, има некоја перцепција дека ние сме најтолерантните во целиот регион и дека положбата на човековите права во Македонија е најдобра од сите земји во регионот. При тоа забораваме, например, дека во Словенија има целосна изедначеност на хетеросексуалните и истополовите бракови. Апсолутна еднаквост. Па дури во Хрватска, каде што во уставот е дефиниран бракот помеѓу маж и жена, сепак хрватското законодавство признава истополови заедници со апсолутно подеднакви права. Сега и судовите го потврдија тоа. Во една Србија има ЛГБТ, односно лесбијка премиерка со години, па таа ја води својата партнерка на патување во странство. Бевме сведоци дека на пријателскиот надпревар, односно не беше пријателски, туку беше и квалификационен надпревар Луксембург-Србија. Таа беше таму со својата партнерка и се сретна заедно со премиерот на Луксембург и неговиот сопруг. Па во Црна Гора, колку што кажа ти пред малку, дури се говори за усвојување на закон за истополови заедници. Значи ли тоа дека Црна Гора нам толку блиска е, толку понапред, сите се понапред, а Македонија толку назад? Pa slušaj Mile, kako si ti rekao malo prije, Crna Gora i Makedonija imaju neke specifične situacije. Ja zaista vjerujem da makedonsko društvo kao multietničko društvo, multivjersko društvo, gdje postoji mnogo nacionalnih vjerskih razlika i slično, sigurno da ima veći stepen tolerancije nego možda neka druga društva. Slična situacija u Crnoj Gori. Međutim, kada su u pitanju prava LGBT osoba, sigurno da Makedonija tu treba dosta još da radi. Ono što je važno jeste da je Makedonija imala, evo vi to znate bolje nego ja, specifičan politički put, politička previranja u posljednjih nekoliko godina i slično, i da prethodne vlasti u Makedoniji baš možda i nijesu bili prijateljski raspoložene prema pitanju LGBT osoba. U tom smislu Makedonija je za ovo veoma kratko vrijeme od kad je vlast preuzela liberalna partija sa svojim socijaldemokratama i tome slično, napravila veliki iskorak. Naravno, ne treba se uljuljkati u takvu situaciju. Opet kažem, mi smo u Crnoj Gori imali sličnu stvar. Krenulo se dobro, a onda nam se činjelo da smo napravili veliki iskorak i onako čovjek vrlo lako zaspe na lovorikama, što bi rekli. Dakle, čini nam se da smo dobri i nema tu više ništa da se radi. Kod nas je tu značajnu ulogu odigrao civilni sektor i liberalna partija kroz institucije sistema. Dakle, mi smo u saradnji sa civilnim sektorom, sa nevladinim organizacijama,
nismo dopustili da to pitanje ne stane s javne scene, već smo odmah nakon održavanja prvih Prideova, recimo, predložili zakon o istopolnom partnerstvu u Skupštini Crne Gore, u saradnji sa NVO Queer Montenegro, gdje je bilo možda nekog negodovanja, neko je smatrao da smo dostigli dosta dobar nivo LGBT prava, međutim ljudskih prava nikad dosta. Ono što je bila naša ideja vodilja jeste da samo društvo u kojem je svako srećan i zadovoljan može biti zadovoljno i srećno društvo. Kroz to smo se vodili u sve naše druge integracije. Crna Gora, evo sad i Makedonija, treba da bude članica, odnosno jeste članica NATO saveza. Mi treba da štitimo svjetsku sigurnost i bezbjednost, a ako ne možemo da obezbijedimo sigurnost svojih građana koji su drugačije seksualne orijentacije. Tako da možda je upravo na nama zadatak da mi građanima približimo koliko je zapravo blisko našoj kulturi, da mi prihvatamo različitosti i da bi se možda na taj način neđe taj tradicionalizam uspio suzbiti, ajde da kažem. Opet kažem, važno je da i političke strukture i civilni sektor naročito budu tu dosta agilni. Crna Gora je, evo, kao država koja je najdalje odmakla u evropskim integracijama, tako, otvorili smo sva pregovaračka poglavlja i tako dalje, zadobila velika iskustva u tom procesu. Naravno i mi kao i Makedonija imamo snažne konzervativne struje koje se protive tome. Evo i prošle godine kada se trebalo glasati o zakonu, najviši protivnik toga je bila Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i određene organizacije, ovako, ajde, hoću li reći, nacionalističke, koje gravitiraju možda nekim religijskim krugovima i tome slično. Međutim, to ne znači da treba praviti bilo kakav kompromis i opet je važna tu politička volja. Vlada mora snažno biti na tom putu. Kao država koja je članica NATO saveza i evo buduća članica Evropske unije, mi osjećamo odgovornost da obezbijedimo siguran ambijent za život svih ljudi u Crnoj Gori, kako god se oni zvali, osjećali i koje god seksualne orijentacije bili. To neđe možda i treba da bude onako ideja vodilje za Makedoniju i da se ne dozvoli da se uljuška Makedonija kao mi smo dovoljno postigli, ovo je dosta za sad. Nije dosta. Nije dosta. Mi vidimo što se dešava i u Evropi, što se dešava i u Americi. Ako se malo popusti gas na tom putu ljudske borbe za ljudska prava, desničarske struje i konzervativne struje vrlo lako preuzmu, ajde da kažem, kormilo i preuzmu političku scenu. Dakle, nema popuštanja, mora da se ide naprijed, vrlo lako se sklizne nazad, naročito u našim tranzitnim demokratijama, to su i Makedonija i Crna Gora. Mi, dakle, možemo da govorimo o malim razlikama, da li je Crna Gora odmakla korak naprijed ili je Makedonija korak nazad. To u suštini ne znači mnogo. Važno je da mi forsiramo ovakvu priču i da konsolidujemo svoje demokratije i da to praktično postane nešto što je prihvatljivo. Ja vjerujem čak da naš region ima više potencijala nego čak neke tradicionalno prepoznate demokratske države za rješavanje pitanja različitosti. Zašto? Prije sam rekao, zato što i Makedonija i Crna Gora i narod crnogorski i makedonski imaju iskustvo prihvatanja različitosti. Imamo svoje komšije koje su druge vjere, druge nacije i drugog porijekla, drugog jezika i sl. Tako da mi neđe u svoj kod govorimo o Crnoj Gori, ja vjerujem da mogu i o Makedoniji da govorim, imamo ugrađeno to da prihvatamo različitost i da možemo lakše da prihvatimo različitosti. Dakle, nismo heterogene države, kao možda neke tradicionalne države zapadne demokratije, nismo homogene države, hoću reći, izvinjavam se, već smo heterogene države sa različitostima i raznim bogatstvima u društvu, socijalnim bogatstvima. U tom smislu mislim da vrlo lako možemo, ako budemo dovoljno pametni i uporni, da inkorporiramo i taj segment različitosti u ono što je tradicionalna tolerancija naših društava. I evo još jedna rečenica, dakle, ja se kao liberala, vjerujem i vi kao liberali, uvijek osjećam pozvani da budem na strani onoga koje je manjina i uvijek se osjećam obaveznim da budem na strani onoga koji je ugrožen i na strani onoga čija prava se ne poštuju. U tom smislu moja i naša obaveza i obaveza svakog odgovornog čovjeka koji želi srećno društvo jeste da stane na stranu onoga koji je diskriminisan, na stranu onoga čija prava se ne poštuju, zato što sutra to mogu biti prava svakoga od nas. Значи, каква фантастична врска направи помеѓу Црна Гора, Европска унија, нашите заеднички менталитети и она за што се залагаме ние всушност
како либерали, што е она нашето исконско да им помагаме секогаш на оние кои што треба да бидат подкрепени во општеството. Јуле, значи и тоа што го работеше изминативе 3 години, тоа што го работиш цело време во својот политички ангажман е сумирано многу убаво во пораката на ЛДП за овие избори која што почна всушност уште претходната кампања вели либерално кон Европа. И Амар го спомна тоа, ќе мора да се исполнат доста стандарди за да Македонија навистина ги постигне сите тие стандарди кои што ќе морат да бидат исполнети за да државата биде прифатена како равноправна членка во Европската унија. Со сето твое искуство, со сето ова што го помина, со сето ова Амар што го кажува, со сето она што е политичка амбиција содржана во логото либерално кон Европа, во самата изборна кампања, каква е твојата порака на сите оние кои што учествуваат во кампањата и на оние кои што ќе бидат пратенички и пратеници во наредниот состав? Морам да споменам дека секогаш дискусијата е добра, колку што на секој збор на соговорниците имаш потреба да кажеш и нешто да додадеш. Многу инспиративни дискусија, благодарам што ме вклучите со прекрасни млади луѓе да поразговараме на оваа тема денеска. И би сакал уште на кратко на неколку работи се надврзам кога ми дојде овака да скокнам во нивното излагање. Значи, ЛДП никогаш не калкулирала со гласовите во смисла на тоа дека сега ќе бараме силна група во некоја заедница. Не, нас единствена водилка не била човековите права. Па ние уште се сеќавате колку години назад беше ЛГБТ бракови, односно партнерство, имавме на почеток. Пота легализација на марихуана, легализација на проституција, уште кога сите останати партии од тој дел не беа охрабрени или не знам и дали постоело како волја тоа да се реализира. Која е опасноста во главата на луѓето? Знаете, секогаш има она законска рамка и свесноста кај луѓето. Ние мораме да работиме на двете полини, да потигаме свеста кај луѓето, оние стравови, митови и сето она што е ставено како табу во главата на луѓето и конечно да не се поврзува она Европска унија, права на Европска унија. Не, ова е човеково право, кој што е загарантирано. Не, тоа се стикнува со раѓање. Никој не може да ти го даде или да ти го одземе. И никој не го засегнува туѓото човеково право или своето. Не може никој да ти даде или да ти одземе повеќето. Се работи за уставна гаранција на еднаквост. Сите се еднакви пред законот и тоа мора да биде така. Доколку се водиме по кредото човекови права, мора да бидеме тие кои што ќе овозможиме како политичари на одговорност да овозможиме како тоа да функционира. Сега во текот на оваа кампања, како што преска реков, сакала да апелирам до колегите политичари кои што се вклучени да бидат свесни за тежината на јавно искажани збор. Секој јавно искажан збор, еве гледаме и црна кампања има, се повредуваат цели категории на луѓе. Знаеме, говорот на омраза е она кога станува збор за генерализација, за одредена група на луѓе. Не можеш ти да исмеуваш и пежоративно да се однесеш кон една голема група луѓе, тоа навредува, тоа прави поделби и раздор. Нашата цел е да излезат последни од овие избори, а не да бидеме уште повеќе разделени, уште повеќе отделени. Идните пратеници кои ќе влезат во новиот состав. Моје лично искуство е дека за еден пратеник, покрај сите други вештини и особини, знаеш, многу е важно да има интегритет, да знае да гради сојузи и храброст. И сакам да им порачам едните колеги дека да не бидат зависни од владата и се тоа што владата ќе го каже дека треба да се проведува, размислуваат со своја глава, интегритетот е најважен. Како се влегува, така да се влегува. И така тоа е единствено нешто што станува после политичарот, а на ЛГБТ заедницата, еве, не би сакала никогаш и не ги делам тие, ние, оние, не, или борци за човекови права, или не ние гајна сме игноранти. Значи, сите поддржувачи треба да станат горди, храбри, единствени. Единството е многу важно. Гласни, да зборуваме, да се застапуваме за сето на што веруваме и дека доволно има надвор прогресивен свет, кој што ќе ги поддржи идеите и кој што ќе води кон прогрес и кон големено стварување на човековите права. Тоа би било некоја вака на кратка сумирано. Преубава порака. Благодарам. Амар, имаш ти некоја порака за учесниците во кампањата во Македонија и за
бирачите, особено имајќи предвид дека и вие наскоро ќе имате кампања во Црна Гора за избори на 30 август, ако не се лажам. Ovo sad nisu ove završne poruke, ne, imat ću još prilike, da kažem kasnije. Slobodno kažete i сега. Naravno. Neđe i na tragu ovoga što sam pričao prije, važno je da ljudi u Makedoniji, birači u Makedoniji shvate da to što je Makedonija napravila prvi korak prema reformama, prema boljem životu, prema Evropi, prema NATO i slično, nije dovoljno. Tako da moraju da vode računa da sad ne odustanu, da se ne sruši sve ono što se do sad napravilo, da se ne odbaci tek tako ono što je veliki rezultat koji je Makedonija postigla u mandatu ove vlade i da narod Makedonije ne dozvoli da se vrati na staro. Lako zaboravimo kako je nekad bilo, tako da evo ovdje neđe mogu da apelujem kao neko sa strane ko gleda da makedonski narod ne smije da dozvoli da se vrati na staro, da retrogradne snage neke preuzmu opet poluge moći. Mi u Crnoj Gori imamo sličnu situaciju, kako si rekao 30. avgusta su izbori, nakon što vi glasate mi ulazimo u završnicu ove kampanje, tako će i kod nas biti vrelo ljeto političko. Imamo sličnu situaciju u kojoj imamo neke konzervativne, nacionalne, ajde mogu i da kažem destruktivne snage koje će pokušati da onako agresivnim nastupom nametnu ono što je njihova agenda i njihova politika koja je loša za Crnu Goru, koja je loša za region i koja je loša za Makedoniju. To je dakle populizam, to su desničarske snage i kako u Crnoj Gori, tako u Makedoniji apelujem na građane da ne dozvole da se to desi, jer to nikad ne završi dobro ni za narod, ni za državu u kojoj se to dešava. Да, навистина мораме да бидеме внимателни и најмалото опуштање може да чини премногу. Но еве кате 15 јули е гласањето. Кампањата велиш дека на Лидем трае со месеци. Може да очекуваме оваа кампања да продолжи по 15 јули. Почнува сега до школото политички кампањи. Ќе се замориме со гласањето или продолжуваме понатаму? Што можеме да очекуваме од Лидем? Секако дека нема да застанеме тука. Љубов е љубов. Нели ќе продолжи после 15, нема да исчезне љубовта до 15. Сакам да кажам да ги повикам сите организации кои што се заинтересирани. Лидем е отворен и за луѓе кои што не се нели членови на Лидем, кои што имаат идеи да дадат придонес, така да нас ќе ни биде мило ако можеме да смениме нешто. А нешто најмалку што може Лидем да направи во иднина е подигање на свеста, поготово кај младите луѓе. Како што кажа Јуле, да нема говор на омраза и искрено се надевам дека во наредните некои лайв конференции нема да разговараме за дискриминација. Баш би сакала да разговараме за некои многу попрогресивни и либерални идеи. И мило ми е што Црна Гора ете конечно ќе го направат тој првиот и главен чекор. Одлично, супер, ви благодарам на сите за позитивната енергија. Значи, јас напишав вчера на тие што ме следат на мојот личен Facebook дека сите ние зрачиме некоја посебна светлина и таа светлина се вклопува како некоја магија во виножитото кое што природата ни го покажува и не плени. Значи, секој треба да ја зрачи својата енергија. Имате ли некоја последна порака? Сепак е Pride викенд, сепак е викенд на гордост, убави пораки. Може би имате нешто конечно за да споделите. Еве, Јуле? Јас во целиот овој разговор се трудев што помалку политика да вметнуваме, повеќе да зборуваме за човековите права со оглед на тоа дека е изборна кампања. Мислам дека политизирањето е во ред, понекаде, меѓутоа кога зборуваме за дискриминација и заштита, веќе е тема која што ние долго ја работиме и која што е на некој начин и дел од сето она наше за што се залагаме. Ние покажавме дека можеме, дека умееме, дека либерално кон Европа е начин на кој што може оваа држава да функционира и во иднина. Еве би си дозволила и мала политичка порака, и онака сме во кампања. Имаме одлични кандидати за пратеници, треба да бидат содржани, бидејќи навистина луѓето на кои што денеска не слушаат и се обраќаме, можат да ги реализираат своите идеи и своите потреби само со прогресивни луѓе. Оние кои што го кажаме сега и во иднина ќе покажат дека се на страната и сето оно што значи една поубава европска иднина
да бидеме со оние вредности кои што се насекаде во Европа. Не ради Европа, не за да влеземе во Европа да го направиме, туку поради самите себе. Го должиме тоа на себе, што рече Амар, нашата традиција е на тој дел и ние понатаму ќе останеме и ќе се задржиме на таа траекторија. Благодарам, Јулија. Ако имате нека последна порака, ја видов на Facebook, сите коментари се навистина позитивни со голема поддршка. Evo, kad je u pitanju Neđelja ponosa, i mi u Crnoj Gori obilježavamo taj događaj i evo, ja bih ovdje želio da apelujem da se vratimo sa političke na LGBT teme, na LGBT osobe, na one koje nas slušaju, na one koje će vidjeti ovo, a i na sve druge LGBT osobe, da osnaže sebe, da prihvate sebe prije svega i da se zalažu za sebe. Dakle, bez toga nema ništa. Dakle, džaba i zakoni, džaba i vladavina prava i tako dalje moraju da prihvate sebe, da to što jesu nije ništa strašno, nije ništa loše, da njihove porodice prihvate i njih, da im daju podršku i da se bore za sebe i svoje prava, kao u svakom drugom segmentu života. Dakle, da integritet svoje ličnosti sačuvaju i da budu u punom smislu i punom kapacitetu ono što jesu. Dakle, kroz samo prihvatanje do potpunog ostvarivanja svojih prava, ja pružam punu podršku u tom smjeru i ja vjerujem da će sve više i više tako biti u našim društvima. I nadam se da su me razumjeli Makedonci, moj crnogorski jezik, trudio sam se da ne pričam mnogo brzo, da bi me razumjeli, nadam se da je bilo okej. Ja mislim da jesmo sve razumjeli. Кате, значи продолжуваме љубов е љубов и веројатно носите маски, тоа ти е пораката. Да, секако љубов е љубов и да не се плашат младите, да бидат храбри, да разговараат за овие табу теми. Одлично, значи знаете сите, во нас имате пријатели, бидете силни, бидете горди, бидете своји, бидете цврсти и заедно ќе успееме да ги подобриме правата апсолутно на сите категории на граѓани во нашите општества. Црна Гора, Македонија, Западен Балкан, на Европа, сите сме заедно. Ви благодарам многу и уживајте во неделната вечер.